ВМРО-ДПМН е контра сојузот на синдикати. Од владеачката партија обвинуваат дека дел од лидерите го претвориле ССМ во приватна фирма и со потпишување договори на дело си ги пумпале личните приходи, додека се представуваат како борци за некакви работнички права и за поголем минималец, дебело профитирале. Синдикалците на батерии се прочитани. Според информациите кои до нас ги доставија свиркачи од ССМ, на кои им е прекуглаво злоупотребите на Трендафилов и Пешевски, овие двајца дебело профитираат. Имено, според информациите кои ги добивме, платата на Пешевски, кој деновиве глуми загрижен синдикалец, е 3 пати поголема од минималната. Додека ги лаже работниците со минималец, Иван Пешевски за 4 месеци заработува колку тие за цела година. Првиот синдикалец возврати дека власта напаја само за да не ја зголеми минималната плата. Слободан Трендафилов вели дека платите на членовите на ССМ се обезбедуваат преку чланарината и дека се далеку од сумите за кои говори владеачката партија. Вели дека е подготвен да работи за 500 евра плата, доколку тоа го направат сите избрани и именувани функционери и се изгласа нивниот предлог за поголем минималец. Несериозно е пратеник со 118, 16, 20 со минат труд колку и да му се 1000 денари да го осудува председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија за 60.000 денари плата. Јас, како председател на Сојузот на синдикатите на Македонија, подавам рака на сите избрани и именувани лица во Македонија, 1080 мислам дека беа на број. Од утре мене и нив платата да не биде 500 евра, но заедно да изгласаат закон за измени и дополнување на законот за минимална плата и работниците да добијат 500 евра минимална плата. Препукувањата се случуваат во моменти кога најниската плата се зголеми за 2200 денари, како што предвидува методологијата. Синдикатот не се согласува и надвор од законот бара уште 5600 денари повеќе, а излезе и со ново барање, покачување од 6000 денари за сите. Владата ја остави можноста платите да се зголемат и повеќе, но доколку за тоа се согласат работниците и работодавачите. Децитни се дека буџетот бил оставен во лоша кондиција од нивните претходници и дека државата не може да го субвенционира покачувањето. Во вакви услови пак СДСМ поднесе предлог закон за ослободување на компаниите од плаќање придонеси на зголемениот дел од платата, иако додека 7 години беа на власт не го направија тоа и тврдеа дека мора да се почитува актуелната методологија.